Драгице! Еве сум. Го правам ручекот. Остави го ручекот. Направи нешто сладко благо за Стопанот, може ќе касне. Ами за прајање ќе направам, ама што? Се што знам и што не знам, веќе направив без Стопанке. Ама тој уста не сака да отвори. Знаеш што си мислам јас? Најарно ќе биде да го прашаме што му сака душата. А знаеш дека преку глава ми дојде и од прашување и од кажување. Само вика, се дере. Да чува Господ како некој нетокмо. Драго, ај овој пат оди ти прашај го. Ако по тебе вика, па... Значи, бега, кој знае што може да ми направи? Може да замавне со нешто по мене? Што не помине оваа болештина, да оздрави, да стане на нозе, да излезе од дома, денем барем да не го гледам. Драго, оди ти прашај го, јас ручекот ќе го гледам. Јас ручекот. Оди и не... Да го прашаш. Јас сум не вери, Што сакаш, Ориставо? Јас сум Драга. Дојдов да те прашам што... Знам што ќе ме прашаш, а и знаеш што ќе ти одговорам. Затоа излегувај и да не те видам во мојава соба. Ама... Стопанката ми испрати да те прашам што ти сака душата за јадење. Знаеш што сакам? Сакам да ти станам. Това сакаш? Јас на земја бересам. Таа ме прашува што сакам. Сакам да ти станам, да те подберам на клоци. Ете тоа сакам. Знаев јас. Знаев дека ова ќе ме снајде. Ама си вилам, ајде да те прашам, да си одам, Излегувај, Мари, а не го земам бастунов. Леле, скреаде. Реков, излегувај и не кажи на таа што те испрати. Таа овде да дојде. Стопанката рече оти имала многу работа, не можела да дојде. Имала работа. Бере. Леле. Кажа нешто? Сака нешто? Сака? Знаеш што сака? Сакал да ме мавне со нешто, ете тоа сака. Ајде, болен човек и пак со тоа. Ај, мака си има, мака си има. Толку време на постела мака е, да. Тој си има мака, ама ние си имаме поголема мака, да ти кажам. Така. Рече да одиш. Да одиш кај него. Му кажав да имаш работа, ама го знаеш каков е човекот. Ај, оди тогаш ти кај ручекот. Ајде, ќе одам јас да го правам ручекот, ти... Шо ти даја Господ, тоа. Ајде. Кажи, домакине, си ме викал. Каде си ти, Маре? Еве ме. Работа имав. Не можеш да ме гледаш?
Веќе, да ми ја праќаш она недоветна Драгица. Зошто недоветна? Зошто недоветна? Ајде кажи. Аман. Ни маката не те ја омекна душата. Ме гледаш болен? Па си ја зеде силата. Ме начека, врзан в постела, а уште и ум ќе ми солиш. Еден ден ако станам. Ако еден ден се надигнам. Дај Боже ти да станеш домакине, дај Боже да се надигнеш. За другото, јас си знам. Ако сум преживеала досега со тебе, ќе го преживеам и тоа уште малку што ми останало. Туку кажи ти, за тоа и драга ти ја пратив, кажи ти, ако не сакаш не изиде и кажи ми мене, што да ти направиме за јадење, да каснеш нешто. Што ќе кажеш, тоа ќе направиме. Море сладко, море кисело, море солено, кажи. Ништо не сакам. Не ми се јаде. Не бива така. Сам ако не си помогнеш, нема кој да ти помогне. Ме разбираш, насила ако треба ќе каснеш нешто. Не рекле за џабе старите, тргни го каменот од патот, ако не сакаш да се сопнеш од него. Остај ме, жено. Остај ме. И ако ми треба нешто, јас ќе те викам. И немој друг пат да ми ја праќаш она недоветна. Арно, за тоа ме викна, Арно, нема да ја праќам. Ако сакаш нешто, повикај. Ајде, не сакам ништо. Добар ден, чорбаджи Науме. Добар ден. Туку, како е газда Коста? Поарена? Па... Не. Некогаш поарно, некогаш полошо. Ако дае Господ ќе оздрави. Ама, не знам. Што да се прави? Никој не знае што не чека. Така е. Туку, со помин нека е. Чул те Господ, чорбаджи Науме. Чул те Господ. Ајде, со здрави. Со здрави. Да го почекаме Наума или да си се фатиме за маката? Ајде да си се издамачиме со една лута. Ако еднаич да не почнуваме, туку да си се фатиме со работата темелно што се вели, така? Така ви, А тој кај да ќе дојде, така? Така е. така. Дете! Ела вам бе. Повелете? Што треба да донесам? Донеси се што треба. А што треба да донесам? Не си од вчера бе мајката, ми треба да знаеш што треба. Знам. Шо? Значи, прво кафето, не, ракијата. Прво кафето. Значи денес прво кафето. Не. Секогаш прво кафето. Абе, ова недоветно било. Ме ќе научи. Значи, 3 кафиња. 3 кафиња, убаво кажа. Дете, не 3, 4 донеси, еве го, ајде. Значи, 3 кафиња и 4 раки? Абе, ќе го отепам. Слушај, да знаеш, оти ќе му кажам на чорбаджи Иван од Митевци што те глави овде, да те острижи, да те избричи, да те избрка, оти за ништо не те видува. Аман бе, чорбаджи Трифуне бе, аман. Значи, 3 кафиња, 4 раки и 3 4. 3
4. Абе, оставите го, детето, ќе научи. Може малку поиќе време ќе му треба, ама ќе научи. Кога? Тогаш ќе научи. А вие што правите, Арди? А ти што се забави, а? Не По се работа забави. или... Не се забави, бе, се видов со Чичко Илија. Па после со она измекарката на Чорбаджи Коста. Тој лошотијата, бе, како е, а? Затоа и ја застанав. Вели, не биларен. Ај, мајката, море. Не биларен, а? Кога па тој биларен, бе, а? Го јавна болката за да му наплати за сите гревови што ги имат направено. Дете, ако мислиш тоа кафињата дека се за утре рано ти е. А ако мислиш за денес, доцкан. Доаѓам. Кафе беше, така? Кафе. Бујрум. Бујрум, Чорбаджи. Ај, спавајте. Не бе, Некој ме проси. Оди. Пуста болест. Пуста умирачка. Господе, бре. Господе, што не ме оставиш уште малку да поживеам, па да им дојдам до окно оние мои селари. За курка лип, да молат и да простат. Оре со вртце ќе и врзам, па да запаметат кога сум бил јас. Почубаше. Знам што ќе направам. Стано, Мари. Еве су. Кажи што треба. Сакаш нешто да јадеш, да пиеш, да викнам некого, да викнам... Знам кого сакаш да викнеш. Знам. Поп сакаш да ме викнеш, а? Да ми пее за гревовите што ги имам. Домаќине, го нема тој поп, што може толку многу да пее, колку што ти многу гревои си направил. Туку си велам, ако сакаш редот да го направиме, да го викнам. Поп ќе викнеш, кога јас ќе ти кажам. Пред да го викнеш попот, имам уште една работа да завршам. Слушај сега. Ќе одиш, ќе испратиш Драга в Мејана. Таму се Наум, Петре, Танас и Трифун. И ќе им каже овдека да дојдат кај мене. Имам нешто многу важно да им сообштам. Арно. Јас ќе ја испратам, да ги викне. А дали ќе дојдат? Не знам, домаќине, зашто со нив само за лошо се имавте. Ај, ќе одам. Ти уште си тука? Еве, тргнувам. Ајде излегови и направи го тоа што ти кажав. Ај, на здраве. На здраве. И така велиш, изведе тие
Изједно. Потковиците. Ефтино? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Што, да не... Уште не, ама кај да е... Ти ги ме испрати стопанката да ви кажам, оти сакал за последно да ве види и да ви кажал нешто. Да, живот не сакаше да не погледне, та сега сакал да не види. Јас, пријатели, таму не стапнувам. Ај, мајката, како не му е срам? На смртна постела и сака да не види. Па знаете ли какви се маки од него немам тргано? Знаете, така? Да е само тебе, абе сите на живота не измачи. Море, баш сакам да одиме и да видиме дали и на смртна постела ќе биде таков каков што беше. Не е дека сакам да му простам, тој не заслужува од нас да бара прошка. Туку сакам да му го видам лицето. Да му кажам некои работи кои што сакам да му ги кажам. И ние имаме што да му кажеме. Затоа оди и кажи му дека ќе дојде. Арно. Дете! Ајде, со здравје сега. Ела ваму, дете! Дете! Знам? Не знаеш. Ова спастри го за попосле, а сега донеси го есапот и да го платиме ова што до сега пиевме. Галиба денеска не ви е како вчера, и затоа... Затоа сега донеси го есапот. Чекај, беа, 2 медења, 3 раки, 4... Не, 3, 4... Сега. Лицата ви се тажни, ама душите ви се весели. Знам. Знам дека со радост чекате да ми испратите на оној свет. Знам дека е така. Знам. Зашто човек на смртниот час сеќава и треба да ги признае гревовите што ги правил и како ги правил. Зашто јас многу гревови имам направено, да не знам дали има друг на дуњава со повеќе гревови од мене. Знаеме, Кочебашио, знаеме. Ама Господ е голем. Може, ако се покаиш, ќе ти прости. Господ е голем, ама прво човек треба да прости, за и Господ да му прости. Многу големи гревови имам сторено. Вие може би знаете, може би не. Нешто сме чуле, кажа. Еве ќе ви кажам. Драгана од Велјановци го наклеветив кај Кочобашијата, го накодошив. И го пикнав... Кај Валијата. Кај Валијата. Го пикнав затвор за Великден за Валијата. 3 дена го држев затвор. А мене бе, Кочебашио, мене? Ливадата ми ја зеде, 5 пари не ми даде за неа. Така беше? Така. Така? Така беше. Така? На Димко. Што? Од Бочваровци. Коњот му го зедов. Ниту му го платив, ниту му го вратив. И негов затвор го пикнав. Ами, мене, кравата ми ја зеде 5 пари не даде. И кога ти побарав пари, в затвор ме пикна, така не беше? Така беше. Ами на Милета од Гроздановци. Што? Родот му го запалив. 150 снопја жито му изгоре. И него го пикнав в затвор за Валијата и децата цела зима гладни му остана. А мене, Кочебашио,
ми го зеде сеното, си ја нарани стоката, ниту ми го врати, ниту ми го плати. Мене, коџобашија, гумното ми го запали. И конјот ќе ми изгореше, и житото ќе изгореше. Не само во нашево село. Не само на нашите селани. Многу пакост направив и во околните села. Да. Да требаше да ме обесат на Атпазар, да ме гледа, да ме плука и да ме колне и старо, и младо. Ами сега, ајде, да си Чекайте. Ами на Јована од Божиновци? На Јована од Божиновци керката му ја потурчи. На Ивана од Митевци синот даде да му го отепаат, оти не ти се поклонувал. И на Ристота од Момировци куќата му ја запали. Простете, браќа селани. Што да ти простиме? Ако може да се прости. Господ ке ти прости. Епа, пријатели, ајде да стануваме, да си одиме. Ти, коџобашио, не бери гајле. Пократи. Не бери гајле. Ти сега не мисли на умирачка, гледај да кренеш глава. Ајде. И со здравие да си се разбуди. По едно кафе да се напиете? Сетнем кафе ќе се напијат. Како ќе кажеш, домакине? Ајде. Ами сега, ајде да си одиме. Покруче. Вие ми простивте. Ама уште многумина треба да ми простат на кои сум им сгрешил. Пријатели, еве што сакам да направите. Кога ќе умрам, сакам покрај патот, долниот пат в гробишта да ме закопате. Да земите една ортома, да ми ја врзите околу вратот, јамка да направите. И да ја пикните во гробот. А другиот крај од јамката да го извадите надвор од гробот. На гробот ќе ставите еден крст и ќе направите една табла. И вака ќе напишете: овде почива коџобашијата Коста Топузо, што направи 300 гревови, 300 неправдини и 300 пакости. Требаше судот да го обеси, ама бидејќи судот не го обеси, не го направи тоа, ние селаните јамка му ставивме околу вратот и секој што ќе помине покрај патот да го земи јажето, да го повлече и да рече: требаше да те обесат, проклетнику, песу, а не да умреш. Ете, за ова ве викнав да го направите, за да ми простат и другите на кои сум му сгрешил. Нека биде како што сакаш. Ред е да се исполни последната желба. Еве,
Ти даваме збор дека ќе ти ја исполниме. Дај ми го сега писанието. Повели. Ми шо не држиш, којчо башио, да си појдеме, да си бркаме работа. Со здравие, браќа селани. Ај. Спалај ви и за ова што го направивте, Господ да ви ја чува фамилијата, куќата, децата и полекто да го чува од суша и од град. Амин. Ај сега. Сега на рад мирно можам да си умрам. Ќе ме памтите вие, мене кога сум бил кочобашија, ќе ме памтите мене и децата ваши ќе ме памтат. Се слушнав, домакине. Што си наумил да правиш, а? Ајде, кажи, што си наумил? Ајде. Невшке ќе излажиш. Ама Господ гледа, голем е. Кажи ми, што сакаш? Сакаш по вода да одиш и сув да останеш? Ајде, тргни ми се од глава, Мари. Ајде. Отиде човеко. Бог да го прости. Ај, на здравје. Го испративме проклетникот, нека му е лесна земјата. Лесна? Море тешка да му е прашината што ја креваат нозете од стоката. И мало, Господ, и ние малку да си поживееме. Бре, то късмет, а? Мој скрши глава и пцој сај. Да сме му простеле, бре. Еве, може ние и ќе му простиме, ама казанот на Дзердзевул нема да го собере. Се смилува Господ и го зеде и не спаси од маките. Ние го направивме тоа што требаше да го направиме, што го ветивме. Него сега покрај патот со извадено јаже. Море. Нема човек што ќе помине, а да не го потегне јажето. Па ќе го тегнат, како нема да го тегнат. Ако не може, а додека беше жив, сега ќе го тегнат. Нема човек на кој му нема сгрешено. Дете, дај уште една жолта.
Судио, јас тоа го видов и го прочитав со мои очи. Го обесиле човекот. Па уште и напишале на плочата за сите да знаат. Може и бил забесен. Може направил многу зло. Ама нели за тоа си има судија? Бе во селото и се распраша. И ги најдов луѓето што го направиле тоа недело. Значи има и такви што се прават дека се суди, а? Што на своја рака затвараат, пресудуваат и бесата. Не може така, бре. Не може така. Во царщината има ред. Дока ќе дотераме работата ако земе секој на своја рака, бре, да суди, пресудува и да беси, а? Докаде ќе дотераме работава? Ке ги земеш војниците и ќе ми ги донесеш тие луѓе овде. Разбра? Да видат дека има и суд, и судија, и правина. Ајде. Нема да ги земам војниците. Јас сам ќе одам. Со сеимените. Да видат тие дека стапот има два краја, а по дебелиот крај ќе го искршиме од нивниот грб. Поре малку ќе им биде стапот, бре. На бесилка ќе ги ставам, бре. Да видат како му било на тој што му пресудиле. Разбра? Ајде, земај сеимените и оди. Пеки, ефенди. Ајде. Бреке, Шо кажа? Трифун, Манас, Наум, Петре. Ај сите пред мене. Станувај. Оти? Пред мене. Овој нема бегање. Една гранка ќе скршиш, друга расте. И многу арно не е на арно. Се радувавме од и ке се куртулиме од овој лошотијата, ама ништо не излезе. Како не? Не се сетивме од и ке направи некоја лошотија. И сега на правди Бога сакаат на бесилка да не стават. Ако е толку праведен, прво треба да суди, па после да пресуди. Така? Така е. Еве. Еве ги судио. Само наречените суди што пресудуваат и бесат. Ама не е така, ефенди судио. Сус, ништо не те прашав, нити мислам да те прашам. Јас прашав кого требаше да прашам и ми кажа дека вие сте тие што го направиле тоа нешто. Не треба дури ни во книга да гледам за да решам како да ви пресудам. Немој така, Кади ефенди, немој. Ти вистина сите си ги прашал, ама жената на умрениот не си ја прашал. Таа ќе ви каже. Таа беше таму, Кади ефенди. И знае шо било и како било. Таму беше кога не викна лошотијата. Не го обесивме. Самиот ја бараше ортомата и плочата судио. Самиот. Оти сакал да му простиме за сите гревои што ги направил. И ние, и сите.
И сега ќе излезе оти, вие сите ги прашавте само таа што најарно знае, не ја прашавте. Не е убаво, судио. Оти ќе излезе оти лошотијата пак лошотилок ни направил. И ќе ни се смее оттам, од кај горниот. Не е убаво. Ја викнав жената, ете ја надвор. И та се ми кажа како било и шо било. И ти кажа како што ние ти кажавме. Да. И сега, каде е Ефенди? Што ќе биде со нас, а? Сега? И сега, јас на вистина не знам што да правам со вас. Ама си мислам, најарно ќе биде вие сите да си појдете дома. Видува? Ајде. Со здравје, со здравје. Керата, бе. Абе, не можем да се изначудам на ова што го видов и што го слушнав. Бре, лошотилак, бре. Малку му беше што ги мачаше што дека беше жив, па и умрен сакал да ми ја вади душата. Жив лош, умрен уште полош. Какви се луѓе, бре, не шетаат по веков и светов. Барал да му простат, му поверували и му простиле. Абе, не се рекло бадијала, какво ќе го скроиш, такво ќе се скине.